Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Кои се најбезбедните автомобили? Дали Бугати станува хрватска компанија? Ферари повторно има новитет. Обновена Алфа Ромео Тонале. Купра стана милионер. Кои се највредните автомобилски марки? Ова е само мал дел од темите што ви ги подготвивме за денес и доволно е да ве предизвикаме да останете со нас следните 30 минути. Жирито за германскиот избор за автомобил на годината ги соопшти лауреатите по категории и двојно го изненади светот. Меѓу нив нема ниту еден германски автомобил, а два се американски. Според критериумите, најдобар годинава во буџет класата со цена под 25.000 евра е Dacia Bigster, кој воедно е единствен што не е на струја. Меѓу компактите го прогласија Шкода Elroq, а во премиум класата Hyundai Ioniq 9. Во луксузната категорија признанието го однесе Cadillac Vistik, додека меѓу перформансните модели победник е Lucid Air Sapphire. Жирите за избор за автомобил на годината во Германија е составено од 40 специјализирани новинари од земјата и странство, кои своите гласови ги даваат врз основа на тест во земјата и опсежни испитувања на конкурентите. Кој ќе ја понесе титулата, ќе се знае наредниот месец, кога сите победници по категории ќе се соочат меѓусебно. Неизин освојувач за оваа 2025 е BMW серија 5. После повеќе од 2 децении, Kia се враќа на европскиот пазар на комерцијални возила, овој пат со електричниот PV5. Во својата доставна верзија на почеток ќе биде на располагање само во една каросериска верзија со должина од 4,7 метри, простор за товар од 4,4 купни метри и носивост меѓу 620 и 790 килограми. Во патничката изведба пак има 5, 6 или 7 седишта. Електропогонот е со 122 или 163 конски сили и различни пакети батерии со автономија од 297 или 416 километри. Во понатамошниот период се очекува и карго верзија со уште помали батерии, што секако ќе влијае на цената која стартува од 39.000 евра. За тие пари купувачите ќе добијат богата стандардна опрема која вклучува адаптивен темпомат со функција за запирање и тргнување, асистент за возење на автопат со можност за автоматско скршнување во случај на опасност од фронтален судар и друго. Поскапите верзии ќе имаат надзор на мртвите агли, инфозабавен систем со гласовни команди и слични работи кои се во тренд. Како дел од обсежниот план за намалување на трошоците со цел заштеда од 5 милиарди евра до 2027 година, Мерцедес им понуди на своите вработени издашни отпремнини. Сумите се вратоглави, заради што од април, кога стартуваше програмата, досега понудата ја имаат прифатено околу 4000 луѓе. Например, 55 годишен тим лидер со 3 децении стаж и месечна плата од околу 9000 евра ќе искешира половина милион. Дури и средно рангиран работник може да смета на 100.000 евра. Иако ова изгледа нереално, многу долгорочната математика е во корист на Мерцедес. Голем дел од вработените се под синдикална заштита и работните места им се гарантирани до 2034 година. Во такви случаи, делењето откази е мачен и сложен процес кој долго може да се влече по судови, а и лошо влијае на моралот на вработените. Со програмата за доброволно напуштање на работата се опфатени голем дел од вработените, но не сите.
Компанијата може да го одбие барањето ако процени дека работникот е на клучна позиција. LED светлата денес ги има секој автомобил. Изгледаат убаво, но воопшто не се ефтини за поправка. Проблемот не е толку изразен кај новите автомобили, но кај постарите веќе е значаен. Причината е векот на траење на LED сијаличките. Производителите велат дека тие ќе издржат колку и самиот автомобил, без притоа да споменат бројки. Искуството на сервисерите пак вели дека тоа е најчесто околу 15 години. Колку чини нивната поправка, ако воопшто е можна, подобро да не прашуват. Се брои во јадници евра, што во некои случаи е повеќе од вредноста на автомобилот. Затоа и АДАК јавно побара од производителите да употребуваат LED осветлување со подолга трајност, но и да овозможат нивна поевтина поправка, односно менување само на прегорените сегменти, а не на целото светло, како што сега е случај. Падна уште еден бастион. Батериите на кинескиот Zikr 001 сега се полнат за исто време колку и резервоар гориво. Унапредениот модел има нова електрична архитектура од 900 волти и посебни Zikr Golden Brick батерии, кои од 10 до 80% се полнат за само 7 минути, овозможено пред се со моќноста на полнење од 1140 kW. Имаат капацитет од 95 kWh и според кинеските норми обезбедуваат автономија од 710 km. Двата електромотора со 912 конски сили ќе го забрзаат до 100 km на час за 2,8 секунди. Се очекува и верзија со Cattle Killing батерии од 103 kWh, доволни за 762 km пат. За нивно полнење до 80% ќе требаат 10 минути. Цените и почетокот на испораките на обновениот Zikr 001 не се познати. Се губили и Lamborghini во своите планови. Представен пред 2 години и пролетва потврден за 2029-та, Гранд Турерот Lanzador сепак би можел да добие и бензински мотор. Иако во концептен облик беше замислен како чисто електричен и изграден на нова платформа на групата Volkswagen, која ќе работи на 980 волти, тоа веројатно ќе биде променето. Причина, според зборовите на директорот на марката, Штефан Винкелман, е што пазарот се уште не е подготвен за Lamborghini на струја. Со други зборови, купувачите не би сакале такво нешто. Новите променети планови сега предвидуваат тој да биде плагин хибриден модел, зашто веројатно ќе се користи механиката на Urus и Temerario. Да се оствареше правобитното Lamborghini Lanzador, ќе беше електрична ѕверка со моќност до дури 2000 конски сили. Сега ќе му остане само фантастичниот изглед, ако и тоа не се промени во меѓувреме. Важен момент што дефинитивно ја поставува Купра како една од најбрзо растечките автомобилски марки во Европа. Од фабриката во Martorell излезе милионитото возило. Јубиларниот модел е Formentor, кој во верзијата E-Hybrid ќе биде додален на некој од вработените преку лотарија. Основана пред само 7 години, марката која произлезе од спортската линија на Seat сега брои 7 члена. Со својата демонстрација на смелата визија и неуморна страст успеа да се наметне како иновативен бренд чија динамика во растот се огледува со секоја бројка – производството, приходите, процентите. Настапувајќи како алтернатива за следната генерација љубители на автомобили, Купра и понатаму ќе биде иницијатор на креативноста и агитатор за промени, некогаш и провокативни.
ќе ја предводи електрификацијата на фабриката во Марторел, која ќе започне со производство на Raval и Volkswagen ID Polo од идната година, правејќи ја новата електромобилност попристапна за повеќе купувачи. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Кога се купува нов автомобил, многу фактори влијаат врз изборот, но најважните се вредноста на марката и безбедноста што ви ја пружа возилото. Токму поради тоа ви ги подготвивме следните прилози. Деновиве, Euro NCAP ги објави резултатите од тестирањата извршени на дури 19 модели. Аналитичарската куќа Interbrand ја објави листата на највредни светски брендови, меѓу кои се најдоа и автомобилските производители. Европската агенција за безбедност на автомобилите EuroNCAP спроведе обемен тест на дури 19 возила. Друштвото беше мешано. Имаше европски, американски и кинески модели автомобили и кросовери со електричен или бензински погон. Во таква констелација беше очекувано да има и различни резултати, но тие изненадија. Скоро сите, поточно 16 од нив, освоја по 5 звездички. Од друга страна, најголемо разочарување беа 3 звездички на кинескиот Dongfeng Box, кој се згужва како картонска кутија. Освен тоа, покажа и други бројни слабости, како што се пукањето на точестите заварувања на каросеријата или слабиот притисок во воздушното перниче. После сударот и вратите останаа заклучени, што представува дополнителна опасност за патниците. Од овој пример јасно се гледа дека времето на ефтините електрични возила се уште не е дојдено. Изненадување беа и необјасниво ниските 3 звездички на Volkswagen T-Cross, како и 4 на DS N8. Позитивен пример испадна Cadillac Ortiq со своите 5 звездички, бидејќи американските возила поретко добиваат добри оценки на строгите EuroNCAP тестирања. Забележлив е и високиот резултат на сите други кинески модели, оценувани во оваа тура. Интересен факт е и дека јавноста за прв пат го виде новиот MG S6 EV, токму на неговото EuroNCAP тестирање. Автомобилот се уште не е представен, така што освен дека е електричен и дизајнерски, наликува на помалиот MG S5, за него друго многу не се знае. Веројатно ќе има истата погонска група од пакет батерии, но за потврда треба да почекаме уште некое време. Аналитичарите на Interbrand ја објавија својата топ 100 листа на највредни светски брендови, на која како и секогаш доминираат технолошките, меѓу кои и голем број автомобилски.
Најниско котирана повторно е Toyota, која се најде на 6-то место со процентна вредност од 74 милиарди долари. Следуваат Мерцедес на 10-то со 50 милиарди и BMW на 14-то место со 47 милиарди долари вредност. Карактеристично за германските марки е што имаат опаѓање на својата вредност, но не толку како Тесла, која сега е проценета на 30 милиарди долари. На листата се најдоа уште и Honda, Hyundai, Audi, Ferrari, Volkswagen, Porsche, Kia и се поагресивниот BYD. Покрај него, како брендови кои вреди да се следат во иднина, Интербренд ги истакнува уште Ford и Volvo. Треба да напоменеме дека не се проценува вредноста на компаниите, туку само на брендовите кои ги имаат, и тоа врз основа на 3 клучни параметри: финансиските показатели, улогата што ја имаат при купувањето и пазарниот потенцијал да создадат лојалност кај клиентите. На самиот врв на листата годинава нема изненадувања. Тој е резервиран за Apple, кој вреди 471 милиарда долари, Microsoft со 389 милиарди и Amazon проценет на 320 милиарди долари. Ги отпишаали производителите пред време салоните на автомобили. Дигиталниот маркетинг сериозно ги раздрама, па пандемијата го стори своето и сите веќе беа убедени дека овој вид на презентирање на портфолиото е надминат. Но купувачите не мислат така. Иако Женева не преживеа, а другите кои обстанаа се далеку од она што беа, тие сепак сметаат дека салоните се битни за нивната одлука. На иницијатива на организаторите на салоните во Њу Јорк, Лос Анџелес и Торонто изготвена е студија која јасно го покажува тоа. Според неа, скоро 40% од посетителите на салонот во Детроит имаат намера да купат нов автомобил во наредните месеци, а 68% за 2 години. Иако нивниот број од некогашните опадна од 774.000 во 2019 на 275.000 оваа година, тоа сепак не е мала бројка. Подетално кажано, тоа значи дека посетителите на салоните се скоро 3 пати посклони кон купување нов автомобил во однос на другите луѓе. Во студијата понатаму се вели дека 37% од испитаниците дошле со изричите намера да ја истражат понудата пред купување, а 84% дека посетата им помогнала при донесувањето конечна одлука. Главната порака кон производителите кои повеќе не учествуваат на салоните ја праќаат 20% од посетителите, кои заради тоа изгубиле интерес за марките, чии модели не можеле да ги разгледаат. Иако навиките се менуваат со генерациите, сосема е јасно дека отсуството од салоните на автомобили може директно да влијае на продажбата. За да останат интересни и конкурентни за купувачите, производителите често лансираат нови модели или ги освежуваат постоечките. Се почесто се издружувањата со цел да се заштедат трошоците за развој. Таквите потези прават живописен мозаик што ја формира глобалната слика на светскиот автомобилски пазар. Cadillac Optiq ја стартуваше европската кариера. Како компактен кросовер, тој е почетен модел во понудата на марката која сега брои 3 члена. Во однос на другите, има подинамичен изглед со акцент на спортскиот печаток, без притоа многу да се жртвува на луксузот. Силуетата му е налик на купе, а контурите робусни. Внатрешноста е направена со поголема употреба на одржливи материјали, за кои е користена дури и рециклирана новинска хартија. Атмосферата е модерна, а закривениот екран има диагонала од 33 инчи. За погонот кој е на сите 4 тркала се задолжени 2 електромотора со вкупно 304 конски сили и 480 нјутен-метри вртежен момент. 100 на час ќе постигне за 6,3 секунди, а максималната брзина е ограничена на 184 км на час. Батериите од 75 кВт-часа обезбедуваат автономија од 425 км,
а за 15 минути ќе се наполнат за поминување 1/3 од тоа. Како и другите модели, Cadillac Optiq ќе биде достапен на купувачите само во Германија, Франција, Шведска и Швајцарија, со 2 пакети опрема по цени кои стартуваат од 65.000 евра. Плановите на Stellantis за ревитализација на Jeep вклучуваат интересна опција. Компанијата би можела да ја искористи електрифицираната платформа на Dongfeng M-Hero. Механиката на овој кросовер е доста напредна. Постојат плагин и верзија со продолжувач на автономијата кои користат 1,5 литарски бензинец и 2 електромотора со вкупна системска сила и до преку 900 коњи. Погонот е на сите тркала, а батериите во иницијалните верзии се капацитет доволен за околу 200 км пат. Освен за погонската механика, интерес е покажан и за технологиите за автономно возење. Агендата на Stellantis предвидува новиот модел за кој станува збор да биде финализиран за околу 18 месеци, што значи дека одлуката брзо ќе биде донесена. Ако биде позитивна, тогаш идниот Jeep сигурно ќе се произведува во Кина, што можеби ќе го задржи надвор од американскиот пазар. Започнуваат ли да дуваат поволни ветришта за Nissan? Ако досега слушавме само за проблеми, сега од Јапонија доаѓаат вести дека компанијата размислува за нов спортски модел. Неговата улога ќе биде да го врати разнишаниот имидж на марката, што нема да биде лесно. Основата веќе постои, иако не е од вчера. Nissan уште пред 12 години представи интересни концепти на спортски автомобили кои предизвикаа голем интерес во јавноста. Но од само ним познати причини не дојде до сериско производство. Сегашниот директор на Nissan, Иван Еспиноза, не е уверен дека тоа би бил вистинскиот чекор и тој лично се уште размислува за остварување на плановите. Според него, автомобил со сличен дух би можел да направи чуда на брендот, да привлече повеќе млади купувачи кои ќе му останат верни со децении. Историјата, впрочем, тоа и го потврдува преку повеќе успешни модели, Silvia и 240Z, на пример. Конечно некоја вест за алфистите, представен е освежениот Тонале. Со благ еволутивен исчекор, тој сега е попривлечен и донесува редизајниран бранник, на кој регистарската табличка е централно сместена. Трагите на тракалата и напред и назад се проширени, а сменети се и светлата. Патничкиот простор е обогатен со подобри материјали и нови детали, а централната конзола е редизајнирана. Поинакви се графичките прикази на дигиталната контролна табла и мултимедискиот систем, а опремата збогатена со камери со видно поле од 360 степени, систем за полуавтоматско паркирање и бежично полнење телефон. Ажурирана и понудата на погонски агрегати. Хибридните верзии ги задвижува 1,5 литарски турбо со 175 коњски сили, кај 48 волтната, односно 190 и 270 коњи, кај плагин изведбата, а за љубителите на дизел возењето на располагање е 1,6 литарски агрегат со 130 коњски сили. Цените стартуваат од 38.000 евра. Спортските хиперавтомобили секогаш произвлекуваат голямо внимание. За да остане во форма и да ја заинтригира богатата клиентела, пред да го лансира својот прв електричен модел, Ферари го покажа SCH30. Bugatti пак нема новитет, но секогаш е во фокусот на вниманието. Овој пат поради собственичката структура. Мате Римац, кој поседува 55% од компанијата, настојува да ги откупи преостанатите 45% од Porsche и да стане единствен сопственик. Сепак, работите не се едноставни како што делуваат дека се.
ќе стане ли Bugatti хрватска фирма? Мате Римац лично потврди дека има амбиции да ги откупи акциите на Bugatti од Porsche во вредност од околу милиарда евра. Понудата веќе била подготвена, но преговорите секако ќе бидат бавни, долги и комплицирани. Bugatti како производител е во собственост на компанијата Bugatti Римац, во која групата Римац има 55, а Porsche 45% од акциите. Моменталната состојба кај Porsche оди во корист на Римац, но историјата кажува дека ниту германската компанија, ниту нејзините индиректни и влијателни австрийски сопственици не се склони на брзи одлуки. Може би тука лежи и мотивот на Мате Римац, целосно да го презеде кормилото на Bugatti. Тој како приватен предприемач е навикнат сам да донесува одлуки без долга процедура, наложена од управниот одбор. Што ќе биде? Тешко е да се предвиди, но и да се случи сделката Porsche сепак ќе има некакво влијание врз работата на Bugatti, бидејќи држи 22% учество во капиталот на групата Римац. Ферари не мирува. Веднаш по представувањето на шасијата и погонските компоненти на својот прв електричен модел го покажа и уникатниот SC40 во чест на легендарниот F40. Дизајнот, за кој сигурно ќе се помисли дека е воздржан, ги одразува неговите остри и аглести линии, вешто комбинирани со меки површини кои му даваат современо чувство на сила и непогрешлив идентитет. Механика преземена од 296 GTB крие 3-литарски твин турбо V6 мотор, хибридно засилен над 830 конски сили. Соодветни на тоа се и перформансите, додека цената и името на купувачот за кој е креиран овој автомобил не се објавени. Што се однесува до идниот електричен модел, тој ќе има архитектура на 880 волти, 4 електромотора со повеќе од 1000 конски сили и автономија од 530 км. Иако тежината му е проектирана на 2,3 тони, сепак ќе биде способен да постигне 310 км на час. За чувството во возењето да остане традиционално, ќе се грижи посебен генератор на звук на бензински мотор. Како ќе изгледа, ќе дознаеме веројатно напролет. Конечно, после многу неизвестности, Jaguar Land Rover се враќа во нормала. Производството во сите фабрики е рестартирано после сајбер нападот кој се случи на почетокот на минатиот месец. Исто така и работите на трансформацијата фабриката за производство на електричните модели, проект вреден 500 милиони фунти, повторно ќе стартуваат. Погоните се вратија во функција еден по еден, но производствениот обем се уште ќе биде ограничен со оглед дека целата процедура мора да биде спроведена во фази и детално контролирана. Се проценува дека како последица на сајбер нападот, Jaguar Land Rover ќе има намалување на приходите во висина од 1,5 милиарди фунти. Според првичните нецелосни податоци, продажбата е опадната за скоро четвртина, што значи дека се продадени за преку 20.000 возила помалку. Владата на Велика Британија ќе помогне во опоравувањето на компанијата и нејзиниот синџир на добавувачи со кредит во висина од токму 1,5 милиарда фунти. Се смета дека со проектот на производството индиректно се погодени 700 британски фирми со околу 150.000 вработени. Сајбер нападот скапо го чини британскиот Jaguar Land Rover. Ова е добра опомена за сите производители за предизвиците на модерното работење. Следното патешествие низ автомобилските меридијани е за 7 дена. До гледање.